Добродојдовте во Урбаните вести. Агенцијата за аудио-визуелни медиумски услуги да ги поттикне радиодифузирите да емитуваат повеќе содржини од областа на животната средина. Владата на Република Македонија да воведе содржински критериуми односно содржини од екологијата, а македонската радио и телевизија да отстапи повеќе простор од својата програма за теми од областа животна средина. Ова се препораките кои денеска беа упатени на завршната конференција на проектот Развој на еколошко истражувачко новинарство. Во продолжение следуваат настаните на денот. Илјадници граѓани на плоштад Македонија ги пречекаа Вардаровите европски шампиони. Пензионерска ревија на песни, музика и игри се одржа во домот на Арама. 302 дечиња од градинката Росица ќе станат првачиња. Дотирај го Скопје, проект на јавна соба за зголемено урбано зеленило во рамки на кампањата Мрдни со прст. Илјадници македонски граѓани, љубители на спортот, денеска на плоштад Македонија ги пречекаа Вардаровите европски шампиони со скандирање на нивните имиња, пеење на навивачки песни и веење на знамиња. Македонците покажаа признание за успехот на ракометарите. Со искачувањето на врвот на европскиот ракомет, ракометниот клуб Вардар успеа да ја сплоти цела македонска нација и да им донесе неизмерна радост на сите верни фанови кои со големо внимание ги следат случувањата во светот на ракометот, а најдобар доказ за тоа беше денешниот пречек кој го добија хероите од Келн. Играчите на Вардар добија кралски пречек од аеродромот Александар Велики, па се до плоштадот Македонија во центарот на градот, а целата оваа незаборавна ракометна бајка беше заокружена со пречек во вилата на Водно кај председателот Ѓорѓе Иванов. Плоштадот Македонија беше притесен да ги собере навивачите на Вардар, кои од најмал до највозрасен, машки и женски. Сите заедно со навивачки песни и громогласни аплаузи и скандирања покажаа како се бодри клубот кој се сака. Дали се верни навивачи на Вардар? Да. Ги бодрите ли на нивните надпревари? Да, сигурно. Спремни сте да ги пречекате? Да. Се радувате на успехот? Секако. Сте да го пречекате? Да. Одите на нивни надпревари? Да. Ги бодрите цело? Да. Дали ти стално одиш на надпревари на Вардар? Па да, често. Се радуваш за успехот? Да, најмногу. Сега спремни сте да ги пречекате? Да, со се срце за Вардар. Стојанче Стоилов, Тимур Дибиров, Арпад Штерби, Лука Циндрик, Иван Чупик, Вуко Борозан, Рау Гонзалес и сите останати сигурно уште долго ќе го паметат овој незаборавен ден во главниот град на Македонија, бидејќи можеа да ја почувствуваат топлината на македонските фанови, кои во голем стил му се израдуваа на историскиот трофеј во Лигата на шампионите. Членовите на европскиот ракометен шампион Вардар им се обратија на навивачите на Скопскиот плоштад, кои покрај многу топлото време во илјадници се собраа да ги поздрават своите херои. Во продолжение погледнете дел од атмосферата. Ајде, 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 Вардаре! 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 Ајде, 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 Вардаре! Вардаре! И тоа е македонската публика. Да живе Македонија! Само сакам да вам зборам од срце. Јас сум многу среќен да игра ово 4 години. Само могу да кажам да ја благодарам на сите од срце за ово свето што ви ми дали за целата Македонија и само да певаме задниот пат. 1, 2, 3. Ајде, 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 Вардаре! 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 Ајде, 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 Вардаре! 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 Не знам што да кажам, ово е, не знам, ово е потешко од финале. Нека слави Македонија, заслужили сме. Тоа е! Јас сум многу рекен за ова екипа и исто за вас. Ние сме шампионите, ама вие сте
Исто шампионите, ние сме шампионите, сите. Данас съм поносен што сум македонац. Фала. Сите знаете, ова е мој сонат. Ама сакам да вам кажам, мој сонат не е то што беше 2 дена назад. Мој сонат да видим 1, 2, 3 милиона очи македонци. 250.000 пензионери од 33 пензионерски здруженија од цела Македонија денеска земаа учество во 7-мите поред републички ревијални игри. Ваквите игри според првиот човек на пензионерите Драги Аргировски се многу важни за зачувување на македонската култура и традиција. Во свечината сала на армијата на Република Македонија во Скопје денеска се одржа 7-та поред републичка пензионерска ревија на песни, музика и игри во организација на Сојузот на Здружение на пензионери на Македонија. Председателот на Сојузот на пензионери Драги Аргировски нагласи дека оваа пензионерска ревија е од исклучителна важност за зачувување на македонското културно наследство од игри и песни. Дел од игрите кои денеска ги играа пензионерите се под капата на УНЕСКО, како на пример копачка од Делчево. 15 години Сојузот на Здруженијата на пензионери на Македонија ги организира овие игри и тоа е една убавина која придонесува не само за дружење, туку и за враќање заборав на многу песни и ора и обичаи. А тоа е идентитет на секој жител во Македонија. Со тоа многу голем придонес дава ова наша манифестација, поради тоа таа и од Министерството за култура е прогласена за национален интерес на културата во Република Македонија. На ревијата со песни, ора и обичаи настапија 33 здруженија, селектирани од претходни 50 здруженија. Според Аргировски, ова е најдобар показател за интересот на ревијата на песни и ора кај пензионерите. Досега одржаме 8 регионални ревии годинава, од нив најдобрите сега учествуваат на Републичката ревија и тоа се вкупно 33 од вкупно 50 здруженија кои учествуваа оваа година. Тоа е рекордно. А како што спомнав, пред 15 години во Пробиштип се одржала првата ревија, тогаш имало само 9 здруженија, сега имаме 50 здруженија што учествувале. Се разеленува Скопје. Проект на јавна соба. Деталите подоцна во вестите. Со манифестација за испраќање, градинката Росица од Јорче Петров се збогуваше со забавачињата, а во нивна чест изработи и мултимедијален проект насловен Градинке наша со љубов од тебе се делиме, наесен во училиште се селиме, кој ќе биде прикажан на 10 јуни. Градинката Росица на пригоден начин го одбележа испраќањето на 302 првачиња кои есенва ќе седнат во училишните клупи во општинските основни училишта. По тој повод, освен веќе одржаната проштална средба со новопечените првооделенци и нивните родители, вработените од градинката подготвија уште едно изненадување за своите деца. Изработен е нов мултимедијален проект под наслов Градинке наша со љубов од тебе се делиме, наесен во училиште се селиме, кој ќе биде свечено промовиран на 10 јуни 2017 година во киното Синеплекс. Покрај едукативната содржина, документарецот ќе им овозможи на посетителите да го проследат и начинот на работа во градинката, незините специфичности и препознатливост по кој се разликува од останатите институции од ваков вид. Проектот е со времетраење од 60 минути. Пливачите од основното училиште Димо Хаџидимов освоија злато на државното првенство во пливање. Општината Карпош потврдува дека и понатаму ќе продолжи да ги стимулира младите да се занимаваат со спорт. Седмооделенецот Андреј Стојановски од основното училиште Димо Хаџидимов е новиот државен првак на училишното државно првенство во пливање. Андреј го освои првото место во дисциплините 50 метри грбно и слободно, а воедно беше прогласен и за најдобар пливач во категоријата од 6 до 7 оделение. Најдобар пласман на пливачкиот митинг оствари и неговиот соученик Александар Смилановски, освојувајќи двојно злато во дисциплините 50 метри грбно и краул. Со државно злато се закити и петооделинката Јана Милковска, која забележа обидливо најдобар резултат во дисциплината 50 метри слободно и делфин. Својата доминација Јана ја потврди и како рекордер на митингот во својата категорија.
со цел разубавување и раззеленување на Скопје. Јавна соба денеска со засадување дрвца го најави проектот Дотирај го Скопје. Во акцијата имаат можност да учествуваат сите граѓани кои живеат во Скопје. Во претстојните месеци во рамки на проектот Јавна соба ќе објави и конкурс за музичари и бендови од најразлични жанрови со авторска музика, кои ќе имаат можност да снимаат спот и на тој начин да се вклучат во оваа кампања. Почнувајќи од 7 јуни 2017 година, Јавна соба во рамки на кампањата Мрдни со прст најавува почеток на проектот Дотирај го Скопје за зеленување на градот Скопје и сите негови општини. Сите жители на градот ќе имаат можност директно да учествуваат во оваа граѓанска иницијатива. За да го одбележи почетокот на проектот, тимот на Јавна соба засади стебленца со брзорастечки бршлени на неколку локации низ градот. Сите ние секојдневно минуваме низ јавен простор, кој може да изгледа многу поубаво со минимална интервенција. Јавна соба смета дека граѓаните можат и треба да учествуваат во решавањето на нивните локални проблеми, изјави Александар Велиновски, директор на Јавна соба. Ги повикуваме сите граѓани да се вклучат во кампањата за разубавување на јавниот простор во Скопје. Станете урбани херои и дотерајте го градот за наше добро. Додаде тој. Сите лица кои сакаат да учествуваат во дотерувањето на јавниот простор треба првично да направат фотографија од локацијата каде сметаат дека со мала урбана интервенција засадување на зеленило ќе се разубави околината. Фотографиите од локацијата е потребно да се пријават на веб страната, каде задолжително треба да наведат колку растенија им се потребни да се засадат. Јавна соба ќе донира брзорастечки бршлени на совесните граѓани и ќе им помогне со совети за садење и одржување на растенијата. Во претстојните месеци во рамки на проектот Јавна соба ќе објави и конкурс за музичари и бендови од најразлични жанрови со авторска музика кои ќе имаат можност да снимат спот и на тој начин да се вклучат во оваа кампања. На крај на кампањата Јавна соба резултатите ќе ги представи во форма на фестивал, на кој ќе се изложат фотографиите од интервенции низ Скопје и ќе настапат победничките бендови на конкурсот. Публикации за и од Европската Унија е насловена изложбата која денеска беше отворена во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Изложбата има за цел да ги поврзе младите, пред се студентите со Европската Унија, стипендиите и сите останати бенефити кои може да се добијат од неа. Во Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски денеска беше отворена изложба публикации за и од Европската Унија, на која беа представени книги од европски автори, преведени на македонски јазик, како и брошури и инфоматеријали од ДЕУ Инфоцентарот, Гете институтот и Францускиот институт. Директорот на Националната универзитетска библиотека Иван Казаров на отварањето рече дека промовирањето на европските вредности е исклучително важно во актуелниот политички миг, кога, како што рече, постулатите и принципите врз кои се базира Европската Унија неретко се преиспитуваат и се доведуваат во прашање. Изложбата е посветена на публикации од и за Европската Унија, од фондовите на Националната универзитетска библиотека, меѓутоа и на некои други културни центри, пред се на Гете институтот и на Францускиот културен центар, да се промовираат сите можности кои што Европската ги нуди. Значи, образованието пред се, предприемништвото, стипендиите за младите луѓе преку EUinfo.ката која што од 2009 година е застапена и во Националната библиотека, се нудат можности пред се за помладите да се запознаат со се она што го нуди Европската Унија на интелектуален, професионален план и мислам дека тоа е еден значаен агрегатор за поспешување на соработката помеѓу Република Македонија и Европската Унија. Заров исто така нагласи дека Македонија е меѓу најуспешните земји кои партиципираат во програмата Креативна Европа во користењето на овој, како што рече, специфичен механизам на Европската Унија наменет за издавачкиот сектор. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека во текот на утрешниот ден неколку села ќе останат без струја. Корисниците од селото Горни Крушопек утре од 9:30 до 13 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 6 часот и 20 минути до 7 часот и 30 минути. Без струја ќе бидат и корисниците од селата Мршевци, Грушино, Бујковци, Бучинци и Делјадровци, а од 8 часот и 30 минути до 10 часот и 30 минути. Без струја ќе бидат и корисниците од село Ракотинци.
Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето закажани технички зафати во дистрибутивниот систем од страна на ИВН Македонија. Времето утре ќе биде променливо облачно и нестабилно, попладне со локален пороен дожд и грмежи. Минималната температура ќе биде од 8 до 17, а максималната од 25 до 33 степени. Со МТМ Метео го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Станете и понатаму со програмата на МТМ телевизија. Довидување.